Пунктот за бездомници на Црвениот крст во Момин поток низ минатата ноќ бил максимално исполнет кога температурите се спуштија на 28 степени под нулата. Координаторот на пунктот Драгана Лазаревска за нова изјави дека располагаат со 16 кревети со можност да се примат и 20 бездомници одеднаш. Од Црвениот крст апелираат до граѓаните доколку забележат некој бездомник да пријават во дирекцијата на Црвениот крст на телефонскиот број 0231395578 или на мобилниот телефон 071 733 171 за да биде сместен во топла просторија. Пред Сојузот на синдикатите на Македонија е собрана група од 30 лица, од кои половината не се ниту членови на синдикатот и се пуштени од некои други структури, рече денеска на пресконференција Живко Митревски. Тој ги обвини председателите на 4 исклучени гранкови синдикати на ССМ дека направиле криминал и оти само на име на неплатена членарина во последните 2 години го оштетиле синдикатот за повеќе од 15 милиони денари. Попладнево стотина лица протестираа пред ССМ и бараа разрешение од председател Митревски да им дозволи да влезат во зградата на синдикатот. Турската полиција денеска употребила солзавец и водени топови за да ги растера стотината демонстранти против планираните измени на уставот со кои се предвидува проширување на извршната власт на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Со овие измени се отвора пат Ердоган да се кандидира уште 2 пати за председател, да биде главен носител на извршната власт, да именува владата, да го предлага буџетот и да прогласува вонредна состојба во државата. Главните опозицијски партии сметаат дека со ова системот во земјата ќе стане диктаторски.